Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони и заборавените села во Република Македонија. Овој пат се наоѓам во Република Албанија, поточно речено во општината Пустец, да ги посетам 9 села во Република Албанија, да ги посетам мештаните македонците во општината Пустец, а тие да ми раскажат многу приказни за нивните родни огништа. Почитувани мои, патувајќи низ Република Македонија, патувајќи низ етничка Македонија, користам многу литература, кое што таа литература ја наоѓам копајќи низ архивите, како во Република Македонија, така во архивите во Република Србија, Албанија, во Грција и во Бугарија. Меѓу тие архиви се наоѓа, овој пат ќе ми биде водич низ селата во општината Пустец. Тоа е книгата на Владо Јовановски со работен наслов "Населбите во Преспа", каде што има и посебен дел за 9 села во општината Пустец. Поминаа речиси 40 години откако во тогашната радио-телевизија Скопје, поточно речено во тогашното радио Скопје, во радиоемисиите Гласот татковината и нашите сонародници во странство, под менторство на бардот на македонското новинарство Владо Гаџовски, ја направив првата радиорепортажа со работен наслов "Рилево село во Донеска околија", а нешто подоцна во утринската програма на телевизија Скопје "Добро утро Македонијо", истата видео ја обликував под работен наслов "Заборавеното село Рилево", каде што си поставив работна задача еден ден не само што ќе ги посетам речиси сите села во Вардарскиот дел на Македонија, туку и поголемиот дел од селските населби во Пиринскиот, Егејскиот, во областа Гора, која се распостила во Србија, областа Голо брдо и 9 селски населби, населени исклучиво со македонци во Мала Преспа во Албанија. Како што одминуваа годините, така мојата работна задача полека се реализираше. Покрај 1700 селски населби, според мојата евиденција, од вкупните 1984 села во Република Македонија, што ги имав посетено, десетина документарни видеозаписи што ги направив во Егејскиот дел на Македонија, од вкупните според евиденцијата на Јован Трифуновски 2000 селски населби, 5 селски населби од вкупните 28 според евиденцијата на Исмаил Бојда во областа Гора, неколкуте населени места во Пиринска Македонија од вкупните 500, исто така според евиденцијата на Јован Трифуновски, и неколкуте села од вкупните 16 според евиденцијата на Никола Ѓурај во областа Голо брдо. Ете така да речам, дојде денот, како што вели народот, да дојдам и меѓу македонците кои живеат во 9 села во албанскиот дел на Преспа во општината Пустец. Одлуката, така да речам, беше донесена на сам ден на Вртолом 2021 господово лето, кога бев на снимање на нов документарен запис во мариотското село Крушеица, под самата падина на врвот Маргара, на местото викано Света Петка, каде што после неколку поминати векови крушенчаенецот Јоше Сајковски пред 17 години по Божја промисла започна со вообздравувањето на многовековниот манастир Света Петка при самиот крај на празнувањето. Прилепчанецот Валентин Поповски ми рече: "Зоране, да те прашам нешто онака по прилепски, ќе може ли?" Како не може, му реков. Дали досега се бил меѓу нашинците во Мала Преспа, во албанскиот дел во општина Пустец? Таму има 9 села, чисто македонски. Голема добрина ќе направиш да направиш некое кадро, оти знаеш и тие се нашинци, македонци пород, многу ќе се израдуваат, ме праша. Долги години се токмам, ама да бидам искрен и пред себе и пред тебе, ама и пред Бога не сум бил, му одговорив.
Ај вака ќе направиме. Денеска сме Вртолом. Од Вртолом до Света Марена имаме точно 30 дена. Имаме доволно време јас да им кажам на нашинциве дека ќе ги посетиме. Јас најсетне ќе те однесам во првото село, после Стење, селото Туменец, и да знаеш, на селото Туменец и селска слава му е, а има и убав манастир, Света Марена се вика, и убави конаци има, а и веднаш до езерото е, со кајќе ќе се оди таму. Се согласуваш, што велиш? Повторно ме праша Валентин Поповски. Како не се согласувам, таман работа, па тоа цел живот го работам. Ти кажи им на нашинцина во Туменец дека заедно ќе дојдеме на гости, шеговито му одговорив. Бравос, бре Зоране, бравос е таков, ќе ми направи на душичкава моја, што досега никој ми нема направено во животот мој, досегашен радосно ми подвикна Валентин Поповски. Почитувани мои, помина речиси една година од кога наминав во селото Туменец и 30 денови кога ги посетив селата Горна и Долна Горица, 20 денови од посетата на селото Глобочани. Ете, според Господовото провидение, наминав и во селото Леска и за него да направам документарен запис, каде што продолжив со снимањето на документарниот серијал во 9 продолженија со работен наслов Општина Пустец, историографски записи. Почитувани мои, ова мое патешествие кај македонците кои живеат во општината Пустец немаше да биде реализирано без соработката на првиот меѓу еднаквите во општината Ресен, граначалникот на општината Ресен Јован Тозиевски и стопанственикот Милчо Кузмановски. Македонско-горничко-преспанската езерска регија, како дел од парчето земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее на ова парче земја македонски е преполна со историја и само историја. Секоја грудка земја, секоја карпа, секоја капка вода кога ќе стиснете во вашите дланки, протекува историја и ќе протече историја и само историја. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Можеби македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа, традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе, практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму. Речено сторено, како што вели народот. На сам ден на Лазарова сабота, ова 2022 господово лето, во раните утрински сати од Прилеп преку Битола,
Ресен, по магистралата Ресен-Царев двор, граничен премин Стење и по 90 на минути лагана вожња со возилото од марката Мерцедес под команда на Диме Степоле, откако ги поминавме граничните формалности, заедно со мојот пријател Валентин Поповски, пристигнавме во селото Леска. Почитувани мои, да бидам искрен најпрво пред себе, пред вас, а и пред Бога, пред да дојдам во ова село, неговата околина ја замислував дека таа е сета пуста пустелија, а селото како од нашиве заборавени села, со неколку жители, со по некој старец, село со паднати куќи, плевни, обраснати дворови со трња и капини. Очекував да ја видам Леска од времето на владењето на Енвер Хоџа, арно ама старинскиот лик, ликот на селото, одавно беше заменет со новата современа западна архитектура, со убави куќи, уредени дворови, распослани во непосредна близина на преспанските езерски води, полно село со народ, село со градски карактер, на кое можат да му позавидат и приградските и градските населби не само во Република Албанија, туку и во Република Македонија. Окото на секој добронамерник, праќајќи го својот поглед во правец на хоризонтот на Горничевскиот залив, како дел од Преспанското езеро, не може а да не го забележи селото Леска, кое раскошно блескотеше по зраците на утринското преспанско сонце. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од моите досегашни историографски, антрополошки и географски сознанија за селото Леска, со кои располагам, копајќи низ архивите ширум балканските простори во изминатиот период, да ви ги пренесам со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од македонските простори, а и пошироко, особено меѓу оние попатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Владо Јовановски во неговата книга Селските населби во Преспа, а во одделот за Мала Преспа, исто така во ова книга има историографски записи и за селото Леска. Посебно има записи за географската положба и неговите граници. Во ова дело за селото Леска го забележал следново. На околу 20 километри јужно од албанско-македонската граница, на западната страна од големото Преспанско езеро, лево од патот Битола-Корча, во подножјето на разграноците на Сува гора, Пламен, Мурази, Плетвар и Локвиците, како мала оаза среде благоветната широка полсна и гола рамнина, во изобилство на диви питоми растенија на надморска височина од околу 900 метри, се наоѓа селото Леска. Селото од север и исток се граничи со Пустец, од југоисток со селото Зрновско, на запад се возвишуваат раздробените ридови на Сува гора, а преку нив со атарот на селото Подгорија. Атарот на селото се распостила на 8 квадратни километри и зафаќа рамничарско, песокливо, слабо плодно, безводно земјиште и ридско-планински терен обраснат со дабова, дренова, габрова и букова шума и сочни пасишта. Во атарот на селото има неколку селски чешми,
селото со вода за пиење претежно се снабдува од езерските води. Исто така, Владо Јовановски во неговата книга Населбите во Преспа, а посебно за селските населби во Мала Преспа, за селото Леска го има забележено и историскиот развој. А овој историски развој, оваа документација кој што има забележено во оваа книга, кој што ја има истражувано, кој што ги има истражувано во балканските архиви низ децениите кои што одминале, за историскиот развој за ова село го има забележено следното. Леска е старо повеќевековно христијанско село во кое со исклучок на еден период кога имало неколку фамилии турци, секогаш живееле православни македонци. Во две различни, но по своето значење истоветни форми, името Леска се среќава како Леска и Лејтиза. Селото е озбиен тип со 50 куќи, кои во минатото биле изградени од камен на два ката, покриени со турски керамиди со мали дворни места. Селото се дели на две мала, горно и долно мало. Селото се среќава во повеќе извори од различни периоди. Најрано се споменува во 1568-69 година во турските пописни документи за казата Биглишта. Во 1900 година се среќава во делата на Васил Кнчов, во 1912 година кај Георги Трајчев, во 1917 и 1918 година се среќава кај Боривоје Милоевиќ, отоа кај Макс Фасмер, Логомиџеј Пјанка, кај Стерио Спасе, Драголюб Будимовски, Тошо Поповски, Стојан Ристевски и кај многу други учени луѓе. Прв селото Леска во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во византиските записи од времето на Јован Скилица, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милути Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1353 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич Десилниот од 1366 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. Кај истото дело на Владо Јовановски, кој што е издадено во 2005 година, за селото Леска го има забележено и демографскиот развој. За демографскиот развој зборува. Податоци за селото Леска се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1568-69 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Лесковица, припаѓа на казите Горица, Биглишта и Хрупишта, како падишаски хаз на нахијата Билишта, број 27 семејства, од кои 25 православни македонци и 2 македонски мухамедански фамилии.
Во 1568-69 година селото имало 27 семејства, од кои 25 христијански и 2 мухамедански. Пописниот дефтер од 1665 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер, покрај другото е запишено дека селото и припаѓа на Ресенската нахија имало 97 семејства, 4 неженити и 4 вдовици, сите македонци. Во пописниот томански дефтер од 1865 година е запишено дека селото брои 26 христијански куќи и 1 мухамеданска. Дека селото Леска на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, издадена во 1889 година, каде што за селото е забележено дека имало 28 домајќинства. Додека пак Јохан Кан во патописот наменет за селото Леска запишал дека во 1868 година во него живеат 40 домајќинства. Според статистиката на ВСЛ Крнчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Леска живееле 70 жители, сите македонци. Според записите на Глигорија Трајчов, кои датираат од 1912 година, во тоа време селото броело 6 куќи и во него живееле 64 жители. Во 1917 и 1918 година 8 христијански куќи, а во 1923 година 103 жители, додека пак во 1932 година броело 95 жители, а во 1991 година 52 куќи и 200 жители, додека пак во 1998 година брои 55 куќи и околу 300 жители. А според Стерео Спасе, во 1926 година селото броело 68 жители, во 1932 година селото броело 95 жители, во 1940 година селото броело 14 куќи, во 1945 година селото брои 84 жители, во 1948 година 80 жители, во 1960 година 149 жители, во 1969 година бројот на жителите изнесува 157, а во 1979 година 182 жители, а во 1989 година селото брои 215 жители, а во 1989 година 215 жители. Старински родови во селото Леска се Калеровци, Мазенковци, Настовци, Пандовци, Поповци, Ристовци, Стојановци, Трајковци и Џаферовци. Исто така во ова дело има забележено историографски податоци за селото, за неговото историско минато, каде што е забележано. До 1912 година Леска беше под турско владение, со тој склоп Дервенџиско село и Беговски чифли, под кој останал се до 1928 година,
кога имотот го откупуваат самите селани од беговите за 250 златни наполеони. Како последни бегови се спомнуваат Алибек и Селимбек, двата по потекло од селото Полсни, Албанија. Во текот на турското владење селото беше често напаѓано и ограбувано од арнаутските арамиски дружини, поради што во 1870 година наполно се раселило во други села и градови. Втората половина на 18 век за селото Леска е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рами и селеџии, уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатата селска црква Свети Василија, која се наоѓа во местноста Стара Леска. За време на незината градба нема сигурни податоци. Во 1967 година е потполно разрушена, за да во 1998 година повторно е вообновена, а во 1999 година е осветена. Оваа црква воедно е и гробјанска црква. Во непосредна близина на оваа црква се наоѓа и параклис изграден од Коста Мазенковски и капела изградена од Ѓорѓија Панковски, посветени на Свети Никола. Последната деценија на 19 век во Преспа заживува македонското револуционерно движење. До овој временски период на овој простор действуваат македонски полуајдучки дружини, чиј малуброен кадар подосна ќе се вклучи во четите на тајната македонска одринска револуционерна организација. Преспанската револуционерна регија пред почетокот на Лиденското восстание е поделена на 5 револуционерни реони според географските подробности. За секој реон е назначен војвода. Првите самостојни револуционерни воени чети во Преспа се појавија во 1901 година. Набрзо започнаа подготовките за восстание. Селото Леска не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, каде што во 1912 година селото припаѓа под српска власт, за да во 1913 година под грчка власт, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боишќето машкото население првично било мобилизирано од грчката војска, каде што поголемиот дел од мобилизираното машко население, кое било испратено на Македонскиот фронт, поголем дел не се вратило во своето родно огниште, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината, а преостанатото население било ангажирано во превоз на воена опрема и изградба на фортификацијски објекти и патишта за потребите на боиштето. По завршувањето на Првата светска војна, селото потпаѓа повторно под грчка власт, каде што од 1919 па се до 1922 година лесковчанци биле мобилизирани во грчко-турската војна, а со договорената размена на територија меѓу Грција и Албанија, селото Леска припаѓа на албанската држава со сите последици на тогашната албанска политика спрема македонците. Во 1939 година Албанија е анкетирана од страна на Италија. Во 1940-41 година повторно машката популација од селото Леска беше мобилизирана во албанската фашистичка армија, како и преостанатото население и принудно учествуваше во грчко-италијанската војна. Теророт што го прават бугарските италијанско-балистички фашистички орди даваат голем патриотски порив
кај македонскиот народ од оваа регија масовно да се вклучат во партизанските единици и одреди предводени од Комунистичката партија на Југославија. По капитулацијата на Италија во 1943 година, селото Леска беше дел од слободната територија на Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Албанија, а и на Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Во месец декември 1942 година и месец јануари 1943 година во селото престојувал партизанскиот одред Даме Груев, каде што е формиран првиот Народно-ослободителен комитет во селото, а во октомври, ноември истата година и првите партизански челии на Комунистичката партија на Македонија и Сојузот на Комунистичката младина на Југославија. Во текот на Народно-ослободителната војна, 19 партизани се бореа во партизанските одреди и единиците на Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија, од кои тројца ги положија своите животи на боиштето ширум Југославија. Просветителската дејност во Преспа, втемелена од Свети Климент во Климентовиот универзитет, во минатите столетија меѓу преспанци не замира. Многобројното македонско монаштво, свештенство од колено на колено, првично просветителската дејност ја пренесува преку црковните богослуженија, опесминувајќи го населението во многобројните челини црковни училишта и впишувајќи ги црковните богослуженија во мноштвата црковни повелби, грамоти, посланија, житија, псалтери на македонски црковен книжевен народен јазик, иако првично попречувана од мноштвата туѓи световни и црковни властелинства и властелини. Селото Леска уште од памтивека имало учени луѓе. Првото училиште е отворено во 1889 година во Пештерната црква Свети Василија. Наставата ја изведувале селските питропи попови на македонски црковен книжевен јазик и писмо, за да време на Балканските војни и за време на Првата и Втората светска војна наставата наизмерично се извршувала најсетне на грчки, бугарски и албански јазик, за да од 1946 година на македонски мајчин јазик наставата се извршувала најсетне во приватни куќи, а училишната зграда е изградена во 1956 година. Еден од многуте учени луѓе од втората половина на 20 век кои потекнуваат од селото Леска е и македонскиот писател, новинар и публицист и еден од најголемите поборци за правата на македонците во Албанија, Спасе Мазенковски. Гимназија и средно економско училиште завршил во Горица и Либражд. Тој е главен уредник на вестникот Преспа. Постојано објавувал песни, раскази, различни текстови, а е автор и на збирката песни Преспо моја, разнобојна китка. Основач и председател е на Организацијата за заштита на правата на македонците во Албанија, Друштвото Преспа, основач и главен уредник на вестникот Преспа, основач на единствената партија на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција и учесник во сите активности на македонците во Албанија од 1990 година. Спасе Мазенковски на македонски јазик има објавено неколку поетски збирки и репортажите Преспо моја, Разбојна китка, Торбулето на татко ми, Преспанска убавица, Лабит и Преспана, Регјосани бисери, Историјата на македонскиот народ во Албанија, бил член на Друштвото на писатели на Македонија и на Друштвото на писатели Нов свет во Албанија. Починал во родното село на 30 мај 2018 година. Исто така, еден од многуте учени луѓе од втората половина на 20 век, кои потекнуваат од селото Леска, е и македонскиот поет, прозаист, кој пишува на македонски и албански јазик,
Сотир Ристо. Роден е на 16 март 1974 година во Леска, Мала Преспа. Дипломирал на Филолошкиот факултет Блаже Коренски во Скопје на катедрата за општа и компаративна книжевност. Својот прв роман «Ноќ на шепотите» го објавил во Албанија на албански јазик. Романот ги прикажува животните прилики на македонците во Албанија за време на режимот на Енвер Хоџа. На македонски јазик ја објавил позната книга «Продолжено образование». 3 негови кратки раскази се застапени во антологијата на македонскиот краток расказ, меѓу кои расказот «Џунџуле во земјата на афионите». Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Историјата на македонскиот народ е еден бисер исполнет со херојства и со борбен дух. Во душата на секој македонец живеат бесмртните македонски херои кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија, како пример за врвно херојство. Овие луѓе живеат и во македонската историја, односно поточно би рекол запишани се во македонската историја, меѓутоа и во колективната меморија на македонскиот народ. Само народ кој што е упорен и кој што е полн со борбен дух и кој што дал толку многу апостоли слободата како што е македонскиот, никогаш не умре. Оскудното плодно поле ги приморало селаните од селото Леска својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. Покрај тоа што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и огледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби. Кога секој добронамерник ќе дојде во Леска и кога ќе прошета ни селските сокачења и патчења, ќе се воодушеви што старото одамна му останало место на новата современа урбана архитектура, налик на она американската, како што знаат да кажат мештаните од селото Леска, на чиј современ градски живот можат да и позавидат и некои помали градски и приградски населени места не само во Албанија, туку и во Република Македонија. Почитувани мои, иако на мојот престој во селото Леска му се ближеше крајот, не се заминав од албанскиот дел на Мала Преспа. Овој пат ќе останам малку подолг период за да направам документарни записи за селата Зрновско, Пустец, Церје и Шулин.